Русија поднесе барање до Светската здравствена организација за забрзана регистрација и предквалификација на својата прва вакцина против новиот коронавирус Спутник 5, објавија руските власти. На прашањето на АФП од Светската здравствена организација велат дека поднесоците за претходната селекција или регистрација во итни постапки се доверливи. Русија е една од првите земји во светот што побара од СЗО да ја предквалификува својата вакцина против новиот коронавирус. Во контекст на пандемијата, забрзаното регистрирање на вакцината според процедурата ќе ја направи руската вакцина достапна за сите побрзо отколку со конвенционалните процедури, се додава во соопштението. СЗО истакнува дека ако се смета дека производот доставен на проценка е во согласно со критериумите за вклучување во списокот, СЗО ќе го објави. Малолетно момче турист од Украина ја загуби раката, а туристичкиот водич ја загуби ногата во редок напад на ајкула во близина на одморалиштето Шарм ел Шејх во Египет на Црвеното море, објавија тамошните власти. Нападот се случил викендов кога двајца туристи, мајка и син и нивниот туристички водич нуркале во националниот морски парк Рас Мохамед, се наведува во соопштението на Министерството за животна средина. Повредените биле пренесувани во блиската болница, а првичната истрага покажала дека луѓето биле нападнати од океанска белоперка долга 2 метри. Во соопштението на Украинската државна агенција за туризам се вели дека 12-годишното дете потоа било на интензивна нега и дека лекарите со операција не успеале да му ја спасат раката. Првата дама на САД Меланија Трамп го одржа својот прв независен предизборен митинг за поддршка на нејзиниот сопруг, американскиот председател Доналд Трамп во Пенсилванија недалеку од Филаделфија вчера. За време на својот говор Меланија Трамп пред неколку стотици приврзаници го нападна демократскиот председателски кандидат Џо Бајден и медиумите, пофалувајќи го досегашниот учинок на нејзиниот сопруг. Таа се обиде да ги обвини демократите затоа што според неа тие ги создаваат своите лични интереси пред благосостојбата на американскиот народ и се фокусираат на лажните барања за отповикување на председателот на место на епидемијата на вирусот корона.